Не постои совршен прирачник кој ќе ве упати како да станете добар родител и како да постапувате во одредени ситуации. Искусните велат родителството се учи во од, како што доаѓаат бројните животни предизвици. Грижата за новороденчињата има посебно место кај мајките, како да се дојат, прихрануваат, негуваат, безброј прашања кои ги мачат и мајките и татковците. Одговор за многу дилеми ќе добијат во работилницата на Општинската организација на Црвен крст, каде што се спроведува проектот Мајки. Добре дојде во Печат за моите денешни гостинки, доктор Катерина Димитрова, педијатар, и Мимоза Ставрева, координатор во Општинската организација на Црвен крст Охрид. Добар ден. Добар ден и ви благодариме на поканата и навистина ми е драго што проектот Мајки остава печат на општественото живење во Охрид и ја добивме оваа покана за да ги информираме и оние неинформираните, за да дојдат и ни се придружат во Црвен крст за овој прекрасен проект. Ние веќе неколку години го спроведувавме во поинаков формат, меѓутоа сега во емисијава ќе кажеме подетално околу тоа каква треба да биде грижата и каков треба да биде ставот на трудниците и идните мајки кон своите новороденчиња. Вие се погриживте, значи, мајките за сите нејасноти околу подигањето на доенчињата да ја добијат од стручни лица и да се подготват за предизвиците кои ги носи мајчинството. Од каде потребата да се организира еден ваков проект, Ставрева? Мене ми е навистина првин драго, сакам да кажам дека како долгогодишен волонтер на Црвен крст многу пати сум зборувала за многу активности кои Црвен крст Охрид ги спроведува, а сега и како во улога на мајка и во улога на носител на активностите на Црвен крст можеме да зборуваме за еден прекрасен проект Мајки. Ние, благодарение на тимот на волонтери во Црвен крст, стручните лица, организиравме еден прекрасен курс кој трае 5 дена по 3 часа дневно, каде мајките ќе се информираат за различни теми поврзани со мајчинството и одгледувањето на нивните деца и што е особено битно за нивното здравје. Првата помош како една од основните активности на Црвениот крст е исто инкорпорирана во овој проект. Една од учесниците во проектот е и педијатарот доктор Катерина Димитрова. Доктор Димитрова, каков е интересот на трудниците за да се посетува овој проект? Проектот почна неодамна. Досега имавме 2 работилници, одзивот беше одличен. Ние и не сакаме да направиме некои големи групи, затоа што сепак во помала група подобро се работи. Има поголема интерактивност меѓу предавачот и посетителите. Групите ги правиме некаде околу 6-7, најмногу 10 мајки и досега и на 2 работилници навистина имаше многу добар одзив и со оглед на тоа што се уште во јавноста не е добро јавноста доволно запозната со овај проект, се надевам дека преку вашава емисија ќе се запознаат и ќе имаме уште поголем одзив и ако има потреба ние ќе ги зачестиме работилниците, меѓутоа во секој случај ќе се држиме некаде од 6 до 10 мајки во една работилница да има, значи интересот е за сега одличен. Дали интересот повеќе е кај првородките, значи кај оние кои што прв пат стануваат мајки или имате и имаме трудници кои што веќе го искусиле мајчинството? Имаме и првородки, имаме и мајки кои што веќе имаат дете, а исто така имаме и мајки кои што не се трудници, а имаат доенчиња, помали деца и ги интересираат да слушнат за негата, исхраната и сите оние теми кои што ги обработуваме на работилниците. На кои се теми ги советувате во моментов трудниците и мајки, кои што се посетители на проектот? Во моментов ги советуваме, во мојот дел на работата е советување во однос на доењето и дохраната. Значи правилно доење, поставување на детето на града, интерактивно тоа се работи, практични вежби за поставувањето, исто така дохраната, навремена дохрана, кога да почнат, со која храна,
како да ги дохрануваат своите деца, и имунизацијата исто така една тема која што ја обработуваме. И тука мајките во тек на целиот тек на работилницата поставуваат прашања и активно учествуваат во работата во работилниците. Ставрева, на кои теми се и другите советувања како се проектирани во работилницата? Првиот ден мајките се информираат за гинеколошкиот аспект на бременоста и хигиената при бременоста. Вториот и третиот ден се на доктор Кате во делот на правилното доење и на време на дохрана на доенчина и мали деца. Четвртиот ден е практично демонстрирање на доењето, капење, повивање во домашни услови, и петтиот ден е првата помош, педиатрискиот курс за мајките, осврнувајќи се на она што може да се случи во домот и како да реагираат. Покрај, значи, доктор Димитрова се вклучени други медицински профили, значи кои би се сакала да ги спомнам и да им се спомнеме. заблагодарам за нивното учество во проектот, затоа што без нив не би можеле да го реализираме. Првиот ден е на доктор Мимоза Влаши, гинеколог, која се осврнува на својот дел од работата, доктор Катерина Димитрова. Практичниот дел е на патронажната сестра Санте Хаджи Василева, и педиатрискиот курс за првата помош го водат моите колеги во Црвен крст, Даниел и Младен. Доктор Димитрова, каква е праксата со вакви работилници во светот? Во светот постои тренд на работилници, едукации, работа во групи кои што имаат еднаков интерес, и тоа на различни теми. Секако и на тема доење, дохрана, нега, исхрана на децава, воспитување се одржуваат во цел свет работилници кои што навистина придонесуваат да се разменуваат искуства на тие работилници, а и да се слушни зборот и советот на стручното лице. Ево можам да ви кажам, кај нас во Охрид имаше доскоро, функционираше одлично, Центар за психофизичка припрема на трудница. Значи не е ова нешто прво во Охрид што се случува со мајките, со трудниците. Тој центар функционираше одлично и јас во моментов постои некој застој, се надевам дека во најскоро време и тој ќе функционира и ќе одиме паралелно, затоа што сепак таму се изведува и вежби на трудниците во поглед на самата бременост, породувањето, и се надевам дека повторно ќе проработи тој центар. Доењето, значи една од темите кои што во вашиот дел ги посветувате на трудниците, идните мајки, е доењето. Доењето низ разни периоди трпело промени во однос на ставовите на мајките за и против. Има ли во моментов дилема кај сегашните трудници околу доењето? Па, можам да ви кажам дека од медицински аспект доењето, секогаш сме биле за. Значи, стручната фела, докторите, медицинските работници секогаш биле за доењето. Меѓутоа, во светот, меѓу мајките, постоеле трендови, постоеле дилеми, помодарство некое, да се дои или да не се дои. Можам да ви кажам дека во последно време мајките се особено заинтересирани да ги дојат своите деца. Мислам дека тоа во еден дел е последица и на глобалното загадување, на недовербата во готовите производи, вештачки млека, затоа што не постои млеко кое што може да биде замена за мајчино. Замена за мајчино млеко не постои. Постојат само адаптирани млека, кравио млеко, адаптирано за потребите на доенчето, кое ни приближно ги нема вредностите кои што ги има мајчиното млеко. Како во однос на хранливоста, така и во однос на заштитната улога која што има мајчиното млеко во однос на болести, затоа што мајчиното млеко, посебно колострумот, тоа е првата вакцина која што детето ја прима. Тоа е заштитено преку мајчиното млеко од многу болести, при мајки готови антитела. Исто така, кога мајката е болна, готови антитела се создаваат во незиниот организам и тие антитела детето ги прима. Значи, детето е заштитено од болеста од која што во моментот боледува мајката.
а да не зборуваме за економскиот аспект, за прочистеноста на млекото од разните адитиви, додатоци, токсини, кои што во никој случај не можат до толкава мера да бидат прочистени во вештачкото, во адаптираното млеко, колку и да е тоа адаптирано. Значи, замена за мајчино млеко не постои, а да не го заборавиме ни емотивниот момент, врската меѓу мајката и детето која што се воспоставува преку доењето. И заради сето тоа, мајките навистина во последно време се многу заинтересирани, многу сакаат да ги дојат своите деца и ние со сите сили се трудиме да им го возможиме тоа, затоа што науката вели дека не постои мајка која што не може да дои. Меѓутоа, има некои околности кога навистина некои пречки, може би во многу мал процент се тие мајки кои што не би можеле да дојат. Значи, грото мајки може да ги дојат своите деца. Онаму каде што нема проблем, каде што доењето оди добро, нема потреба ние да интервенираме. Порано децата се раѓале на нива и веднаш мајките ги доеле и продолжувале со работа. Значи, не е некоја филозофија доењето. Меѓутоа, таму каде што има проблем, потребна е наша интервенција и со многу мала интервенција, со многу мала помош, успеваме таму каде што има проблем да го воспоставиме и да го одржиме доењето, особено кај мајки кај што кои гледаме дека навистина имаат желба да го дојат своето дете. Кои се најчесто ево пречките каде што мајките не може да ги дојат своите деца? Па, например, мајките мислат дека ако имат вовлечени брадавици, дека не може да го дојат детето. И ќе рече мајката вовлечени брадавици, не можам да... Вовлечената брадавица не е пречка за доење. Детето не цицат од брадавицата, детето цицат од дојката. Понатака, неправилно поставување. Ви реков, ако нема проблем во доењето, ние нема потреба да интервенираме, па како и да го поставува мајката, ако е успешно доењето, нема правило како треба правилно да се дои. Меѓутоа, ако позицијата е погрешна, ако детето прави рагади при цицањето, не ја опфаќа добро пупката и темниот прстен околу пупката, не ја прифаќа добро дојката, позицијата до самата мајка е поместена погрешна и заради тоа се одразува на цицањето, на актот на цицање на детето, значи со мала интервенција ние успеваме да го наместиме бебето и се гледа задоволство кај мајката и кога ќе ја прашаме дали осеќаш промена, се загледа задоволство кај незе дека навистина осеќа дека детето цица многу подобро отколку онака како што таа претходно го поставувала. Значи таму каде што има проблем, погрешна поставеност на детето на градата, со мала интервенција многу лесно се доаѓа до успешно доење. И понатака, ево да ви речам, многу мајки мислат дека нивното млеко не е квалитетно. И мислат дека не треба да го дојат детето, затоа што слабо ми е млекото, ќе ми речи. Има ли вистина во Во квалитетот тоа апсолутно нема никаква вистина. И кога ќе ме прашаат, ајде да видиме дали можете да проверите дали е млекото мое добро, јас им велам добро, ќе провериме, како ќе го ставиме детето на вага и вагата ќе покажи. Значи, на сметка на здравието на мајката, ако треба, млечната жлезда ќе створи такво млеко какво што е потребно за детето, за потребите на детето. Нема слабо мајчино млеко. Ќе ми речат, водлесто ми е млекото. Нормално е. Првото млеко е секогаш поводлесто, по-тенко, и содржи многу повеќе јаглени хидрати, додека како што течи самиот подој, последното млеко станува погусто, побогато со протеини, тоа му дава повеќе ситост на бебето, значи и првото и последното млеко си имаат своја важност и треба да се прими и првото и последното, меѓутоа она дете која што добро ја празни градата, и тоа им инсистираме ние, еден подој, една града да се испразни добро до крај, за да го прими детето и првото и последното млеко, кое што му дава ситост и кое што ги смирува грчевите во стомачето. И може да направат мајките и на моменти мали паузи, значи детето, посебно новороденчето, мало дете, се заморува, цица па се заморува, треба малку пауза, одмор, меѓутоа да не се претера, да не настрада пупката од тие долги паузи со нецицање да цуцка како на цуцла,
него да се направи малку пауза, да се крени детето, потапка по грбчето, да подригне, да отвори место за да се направи за новото млеко и повторно да се врати на градата. И мислам дека такви некои совети кои што им ги даваме на мајките многу им помагаат. Колку е важна смиреноста и прибраноста на мајката за да има подолготрајно доење на... Јас секогаш велам, смирена мајка, смирено дете. Напнатоста, нервозата, фрустрацијата кај мајката се одразува и на детето. И секогаш им го зборувам тоа на мајките, да бидат смирени, трпеливи, да не паничат. Меѓутоа, еден друг момент тука, многу битен, многу е битна и поддршката на околината. Една мајка на која што ќе си рече, ајде, немаш доволно млеко, слабо ти е млекото, ќе земам јас вештачко да го имаме дома, таа се фрустрира и доењето тука има опасност да се прекине. Значи и поддршката на околината е многу битна, треба мајката да се охрабри и да се пробаат сите можности за да имаме успешно доење. Што најчесто прашуваат трудниците, идните мајки на работилницата која што ја држите? Ево да почнеме од крајот. Многу често ме прашуваат дали мајчиното млеко во втората година има некоја вредност. Дали треба детето да се дои во втората година. Во втората година детето прима секаква храна веќе, се храни со све. Значи, хранливата вредност на мајчиново млеко и не е толку битна. Меѓутоа ќе кажам, има хранлива вредност. Секако дека има. Детето во втората година значи прима све, овошје, зеленчук, месо, веќе општа храна да речиме. Меѓутоа, мајчиното млеко си ја има својата улога во однос на заштитата од болести. Еден пролив да добие детето, ставаме многу забрани во однос на исхраната, ако не друго ќе го дои мајката. Емоционалниот момент. И кога ќе ме прашаат сега како да го одбијам детето, јас им велам не знам. Знам да ве научам како да го доите, како да го одбијате не знам. Го велам тоа затоа што не сакам да го одбијат планирано, него тоа да биде спонтано. Во тој момент кога мајката ќе биде спремна, кога детето ќе биде спремна, тогаш да се одбие. Исто така прашуваат тоа што ви спомнав, слабо млеко, поставеноста, ритамот на доење многу ги интересират, на колку сати треба да го доја моето дете. Детето треба да се дои на негово барање. Значи, тоа самото да го воспостави ритамот на доење, онака како што се неговите потреби. Се успало детето пола сат или 1 сат, ќе го оставиме, нема потреба да го будиме, значи да си воспостави самото дете свој ритам на доење, така слични прашања. А до кога треба да се дои, ево, се додека детето сака. А и дури додека е мајката спремна. Може и до 3 години да се дои. Меѓутоа, во принцип, негде после година, година и пол ги одбиваат. Меѓутоа, мене ми се чини дека е многу битно тоа да биде обострано, кога ќе е спремно и детето и мајката, да не биде со сила, да не биде насилно и тогаш нема да имат проблем нити мајката со градите, нити детето со одвојувањето од градата. Многу брзо ни пројде времето, значи мора да направиме на пауза за реклами, па ќе продолжиме на тема прихрана. Доктор Катерина, што ги советувате мајките во однос на прихраната? Што тука ги интересира идните мајки? Во однос на прихраната, да не почнуваат рано со прихрана, затоа што сепак цревата на детето, на бебето, треба да созреат за да ги абсорбираат оние хранливи материи кои што се потребни, а кои немат да направат алергии кај бебето. Значи не оние големи крупни протеински молекули кои што ќе му направат алергија на бебето. Созревањето на цревата е процес. И негде околу 5-тиот, 6-тиот месец веќе цревата созреваат и тогаш треба да се почне со дохрана. Според препораките на УНИЦЕФ и Светска здравствена организација и педиатрите, со дохрана треба да се почне во 6-тиот месец, значи со 5 полни месеци. Ние даваме, тоа не може генерално да се стрикно да се каже баш
во тој период. Постојат варијации, секое дете си е индивидуа за себе. Некој е малку порано, некој е малку покасно. Ние имаме деца и до 9 месеци што не сакаат да прифатат дохрана. Мајката ќе биде упорна, трпелива, ќе го нуди детето и во онај момент кога тоа ќе е спремно, ќе ја прифати до храната. Меѓутоа, генерално, во 6-тиот месец, значи со 5 полни месеци, и тоа се почнува со во она поднебје, каде што ние живееме, кое што најдобро вирее, значи јаболкото. Се почнува со бистар сок од јаболко, неколку лажички во почетокот, па потоа кашичка јаболко печено, варено, сокче од морков, морков варен, ориз, тиквица, спанаќ, круша, сезонски зависи што имат праска, кајсија, значи овошје, зеленчук, тие работи тој месец во 6-тиот месец. Со 6 полни месеци се воведуваат месо, риба исто така, ако во фамилијата немат податок за алергии. Таму каде што имаме податок за алергии, со риба се почнува малку покасно. Во 7-миот месец се почнува со жолчка од јајце, белката ја оставаме за во втората година. И постепено се воведуваат сите храни и можам да кажам дека во тие брошурки наши кои што ги направивме за потребите на проектот, имаме рецепти кои што ќе им дадат на мајките идеја како да ја припремаат храната и што да припремаат, што да даваат. Значи тоа се само основни насоки кои што после мајките ќе си прават секакви разни комбинации во однос на исхраната. Што е во однос на водата? Кога таа да се даде на новороденчињата, има некои ставови дека додека се дои нема потреба детето да му се дава вода или чај, кога тие две компоненти може да се вклучат во исхраната. Ќе ги спомнам повторно Светската здравствена организација, УНИЦЕФ и педијатрите, кои што пропагираат ексклузивно доење до 6-тиот месец. Значи, ексклузивно доење значи, подразбира, исклучиво само доење, без додавање на вода, затоа што вода има доволно во мајчиното млеко, без додавање на чаеви или било што друго кое што ќе го компромитира доењето. Ако на едно дете вие му дадете денес да испие 50 или било колку милилитри чај или вода, за толку помалку ќе цица. А целта ни е детево да се дои, да цица. Исто така, ако таа вода или чај ја дадете со цуцла, посебно ако ја дадете со цуцла, бебето после може да се случи да не сака да фати наградата на мајката, затоа што механизмот на цицање од цуцла и града не е ист. И токму заради тие причини се инсистира на ексклузивно доење до 6-тиот месец, значи без додавање на вода, затоа што мајчиното млеко има доволно вода, а водата се додава тогаш кога ќе се почни до храната по некоја лажичка превриена вода меѓу оброци. Деновиве е актуелно вакцинирањето. Има ставови против примена на вакцинирање и на новороденчињата и на децата воопшто. Каква е загриженоста или дилемите на идните мајки по однос на ова прашање? И што тука им советувате и зашто разговарате на обуките? Во однос на она што се случува за другите градови, посебно за Скопје, мислам дека во Охрид немаме некој голем проблем. Родителите ги носат своите деца за вакцинирање, разговараме, ги слушам нивните коментари, секогаш се во поглед, во правец на тоа дека детето треба да се вакцинира, што е едно правилно размислување, затоа што откако се воведени вакцините, во светот е кај нас се искоренети многу болести од кои што многу деца завршувале фатално или се инвалиди. Во однос на тоа дека вакцините содржат несакани компоненти, дека имаат некои работи кои што лошо влијаат, несакани дејства, одговорно тврдам дека несаканите реакции од вакцините се многу помали од несаканите дејства кои што ќе ги имаат оние болести кои што не дај Боже ако ни се вратат. Исто така, земите вие прочитајте еден проспект од било кој лек. Ќе најдете тука безброј несакани реакции нуспојави кои што можат да се појават од тој лек. Значи, производителот е должен сето тоа да го наведе. А јас во моето 30 годишно искуство во вакцинацiji можам да ви кажам дека ние некоја тешка реакција од вакцина досега не сме имале. Температура, црвенило на местото, конвулзии многу ретко, на неколку години, ако се десат еднаш, два пати,
несакани, сериозни, посебно со последици, реакции од вакцините, на вистина не сме имале. Она што ја поврзуваат МРП вакцината со аутизмот, ево да го споменам то. Аутистични деца имало и од секогаш има и ќе има. Аутизмот е генетска болест. Што ќе го поттикне, го поврзуваа со вакцината. Се појавува во периодот кога се дава вакцината. Меѓутоа, зошто не го поврзат со токсините кои што адитивите, конзервансите, вештачките бои и ароми кои што се додаваат во храната? Зошто не го поврзат со загадувањето на воздухот или со тешките метали и бои кои што се наоѓаат во детските играчки? Значи тука не е докажано. А од друга страна, докажано е дека деца кои што се вакцинирани и деца кои што не се вакцинирани во ист процент заболуваат од аутизам. Значи, овие што не се вакцинирани, која МРП го предизвика аутизмот кај нив? Значи, на друго место треба да се бара причинителот. И во Охрид, за среќа, значи, процентот на вакцинираност ни се одржува на едно високо ниво, и токму заради тоа во Охрид немавме заушки, немавме морбили, немаме полиомиелит и се надевам дека тој тренд ќе продолжи. Драго ми е што ме ситуацијата таква. Што ги советувате мајките во однос на негата на доенчињата? Во однос на негата на новороденчињата посебно, ево сестра Санте води таа работилница, значи многу е битно кога ќе дојде новороденчето во домот, сите се припремаат како нормално и многу е битно да речеме да се одржува температурата на просторијата каде што новороденчето ќе се смести. Тие мислат затоа што е тоа мало треба да се претоплува, што многу штетно, лошо влијае на детето. Значи треба да им се објасни на родителите дека новороденчето треба да биде на температура која што е пријатна и за нив. Исто така во однос на осветлувањето треба да биде во една светла, проветрена просторија, да ја урниме онаа заблуда дека мајките и новороденчињата треба да седат само дома. Значи новороденчето треба да се извади уште малечко, до 6 недели, нели, мајката и новороденчето треба да седат дома, да не излезат. Тоа е заблудата и верувањето на старите, да речам. Меѓутоа, новороденчето треба да се пази, да се варди од вируси, од болни луѓе. Меѓутоа, не да се држи дома под стаклено звоно, да се извава кога е времето убаво, да се прошета и мајката и детето. Понатака, значи просторијата да се проветрува, во однос на облекувањето, во однос на повивањето, значи 2 пелени, 3 пелени, зависи од тежината, од големината на бебето, како да се повива, во однос на бањањето, во однос на тоалетата на папчето, затоа што во почетокот и тоа е еден проблем, кој што понекогаш знае да биде проблем. Во однос на употребата на памперсите ме интересира, ево, каков е вашиот став, бидејќи има доста и некои од мајките реакции дека има алергиски реакции или... Јас повеќе би рекла во однос на употребата на влажните марамчиња, кои што навистина ја иритираат нежната детска кожа и тие не треба да се користат. Детето треба да се мие само со топла вода и еднаш во денот да се бања со малку купка. Во однос на памперсите, памперсот, доколку нема некои несакани реакции од самиот памперс, за кои што сме сигурни дека е од памперсот, добро е да се употребува затоа што ја впива течноста и детето е суво, нема проблеми со иритации на кожата. Меѓутоа, доколку е преосетливо, ќе пробаме и со пелени. Ние тука сме во тек со родителите, ги советуваме чекор по чекор, зависно од потребата. Потребата, така. Ставрева, едните мајки ги подготвуваат и како да се справат со евентуални повреди на новороденчињата. Ево, како го правите тоа? Да, во делот на здравствено-хуманитарната дејност на Црвен крст споменав дека е главна активност првата помош. Во Црвен крст се моите колеги, меѓународни тренери по прва помош, кои меѓу другите курсеви
го држат и овој исклучиво за овој проект мајки, а тоа е педиатрискиот курс прва помош. И можам да кажам дека навистина мајките се презадоволни и се изненадени како можат самите себе или на своето дете да му помогнат во одредени ситуации за кои не сме сигурни како да реагираме доколку сме сами или можеби не сме знаеле претходно што треба да се направи. Првата помош навистина спасува живот и не би сакала повеќе да навлегувам тука. Сакам да кажам само дека мајките во овие две групи колку досега ги имавме се презадоволни и сакаат да останат и повеќе часови во Црвен крст во нашите пријатни простори и да слушнат повеќе од нашите стручни лица. Благодарение на Мировен корпус Македонија, тоа е владина америчка агенција основана уште 61-та година од америчкиот претседател Џон Кенеди, која во Македонија работи веќе 17 години и е наш сериозен партнер во многу активности. Ние успеавме да го реализираме овој проект Мајки. Во изминатите години во Црвен крст доктор Кате знае дека спроведувавме слични вакви курсеви поддржани од австрискиот и шпанскиот Црвен крст и се надевам дека и во иднина ќе имаме поддршка од релевантни и национални, а и локални институции кои што ќе ја видат големината и значењето на овој проект. Црвен крст Охрид е навистина горд на овој проект затоа што им помага не само на мајките, него на една поширока целна група, а тоа се и децата, и татковците, и бабите, и дедовците. Значи, бенефитот го има цела заедница. Доктор Катерина, ево, ми може ги спомна татковците, бабите, дедовците, колку тие се вклучуваат на работилниците. Жал ми е што досега не сме имале, меѓутоа ево, нека биде ова покана за татковците, бабите, дедовците, тетките, за сите оние кои што се грижат за децата, да дојдат, да слушнат, меѓутоа и да кажат, да пренесат свое искуство. Затоа што во тек на овие работилници, освен на она што ние ги советуваме, ние и ги слушаме и има размена на искуства меѓу мајките, кои што во многу допринесуваат за да се добие еден впечаток, едно знаење, една едукација која што е неопходна за правилна нега и воспитување и грижа за детето. А сигурно и на мајките ќе им треба помош од пошироко во секој случај, да, членови од семејството. И поддршка. Што ќе им препорачате во доктор Димитрова на трудниците, идните мајки во однос на тоа, можеби кои што не слушнале, можеби се колеба дали да присуствуваат на работилниците кои што ги одржувате? Па би им препорачала воопшто да не се двоумат. Јас сум одушевена каква пријатна атмосфера се создава на работилниците. Значи, тоа е една група, целна група со исти проблеми, со исти интереси, со иста желба за што подобро да се научи и што подобро да се стори за своето дете. И, значи, ќе си најдат заеднички јазик меѓу себе и да научат нешто, да пренесат искуство, меѓутоа и дружењето. Навистина се создава една многу пријатна атмосфера, јас многу се чувствувам пријатно меѓу тие млади мајки и задоволство ми е да им го пренесам моето искуство и како мајка и како педијатар. Да спомнеме Ставрева дека обуките се бесплатни, така? Да, јас ги поканувам сите тие кои досега не биле информирани да дојдат да се информираат во Црвен крст и да се приклучат во термин кој нив им одговара. Се разбира ќе бидат повеќе работилници на оваа тема и покрај советите, покрај дружењето, покрај практичната настава тие ќе добијат и бесплатни брошури од Црвен крст Охрид на тема правилно доење, на времена дохрана и прва помош. Овде е крајот на емисијата. Јас ви благодарам што одвоивте време и што ето една тема посветивме и на трудниците и идните мајки, бидејќи децата се нашата иднина. Секако. Ви благодариме за поканата. Благодариме. Почитувани, овде е крајот на денешното издание. Благодарам и за вашето внимание. Довидување до следната среда.